Македонија е мало парче на земјината топка, но гигантска со историското, културното и уметничкото наследство. Моќните цивилизации оставиле на овој простор неизбриштиви траги, зданија што се вишат кон небото, градби кои сраснале со македонската почва, блескави звезди од Гутенберговата галаксија. Кога сето богатство на плотна убавина, човечка мудрост и духовна возвишеност би се опишало лаконски, би рекле само едно. Ова е раскошна книга на творечкиот самопрегор на една земја, на нејзиниот народ. Ова е Македонска енциклопедија. Земјата што му ја дала писменоста на словенскиот народ, сочувала наспроти честите плячкосување и опустошувачки војни, богата библиотека книжевни паметници. Пергаментниот фрагмент од Посен Триод, испишан во 13 век, припаѓа кон големиот опус сакрална литература, исто како и струшкото четворо Евангелие. Тоа е книга на мајстор од 17 столетие, што знаел да ја обедини убавината на мислата со естетиката на ликовниот израз, внесувајќи жив дух на едно време и одржувајќи ги древните традиции. Кон македонската книжевна ризница припаѓаат и ерминиите, зографски и копаничарски прирачници, неопходни во настанокот уметнички дела. Сами за себе ерминиите се уметнички бисери. Судејќи според репрезентативните примероци, тоа се книги со калиграфски текстови, украсени со винети иницијали, илустрирани со цртежи и во раскошна подврска вкоричени. Македонската збирка Ерминии е колку интересна, исто толку и слабо проучена. Научната обработка со која се одбележува нивната содржинска страна, културно-историско значење и ликовната убавина е скромна. Солидната класификација ја има извршено научниот работник Ѓорги Попатанасов. Според резултатите од досегашните истражувања, може да се заклучи дека во Македонија постоеле три типа ерминии. Најстариот од нив е сочуван во руски препис од 1599 година, а тој тип ерминија е составен од велешкиот епископ Нектарий кон крајот на 16 век. Во овој најстар тип македонска ерминија се дава опис на инструментите со кои што работеле македонските зоографии, а исто така се дава опис на тоа како се правеле боите и како се подготвувал материјалот во кој што тие цртале. Вториот тип ерминија, кој е познат во науката како светогорска ерминија, е составен во Света Гора од грчкиот монах Дионисий во почетокот на 18 век, а подоцна кон крајот на 18 век или во почетокот на 19 век е преведена од зоографскиот
монах Иларион. Во овој тип македонска ерминија, покрај оние дејности што се опишани во така наречениот Нектариев типик, се дава исто така опис на тоа како изгледаат светителите и другите евангелски и библиски сцени, а исто така се дава и опис на некои зографски техники. Овој вид македонска ерминија е најраспространет во Македонија. Третиот тип ерминија, од кој е сочуван само еден примерок, во него се даваат опис, се даваат образци, цртежи според кои се цртало во нашите цркви и манастири. Од овој тип ерминија е зачуван само еден препис, тоа е преписот на банскиот зограф Тома Вишанов Молеров, кој се чувал во архивот на банските зографи во градот Банско во Пиринска Македонија, а сега најверојатно е пренесен во Софија во некој музеј или некоја друга институција. За пошироката важност на ерминиите и некои нивни јазични особености, Михаил Георгиевски вели: Истражувањето и проучувањето на македонско книжно наследство е благородна и достоинствена работа. Во него се среќаваат различни библиски, литургиски и други богослужбени текстови, но меѓу други текстови се наоѓаат и книги така наречени ерминии, кои што содржат рецепти за иконописците и реставраторите. Тие не само што се важни по своја содржина, него тие се значени и по својот јазик, бидејќи се напишани на македонски народен јазик, тоест на говорите од каде што потекнуваат нивните автори. Бидејќи повеќе автори потекнуваат од Западна Македонија, според тоа и поголемиот број на ерминии се напишани на македонски народен јазик, тоест на галички дијалект од Западното македонско подрачје. Иако ерминиите како творби, како книги се значени и по содржина и по јазик, не се доволно проучени во македонската наука. Затоа се наложило на македонската млада наука да изврши подетално и поцелосно нивно проучување, како од јазичен аспект, така и од содржински. Со тоа се даде драгоцен прилог во историјата на јазикот и историјата на уметноста. Македонската колекција ерминии ја образуваат книжевни паметници од понов датум. Тие се содржински речиси истородни со прочуената зографска ерминија на Дионис од Фурна. Ги содржат техничките и иконографските правила за зографисање во духот на доцно-византиските сликарски традиции, негувани на Атос. Намеисторите им диктираат прецизен иконографски распоред во црковниот простор, строги и препознатив изглед на библиските ликови и јасни композицијски решенија. Од раката на наши мајстори, зографи и копаничари настанале бројни ерминии. Од доблесното велешко семејство зографски произлегла ерминијата на народен македонски јазик, збогатена со краснописно писмо и илустрации. По старата ерминија на прилепчанецот Христе Хаджи Константинов е препис од руско-старославјански оригинал, не помалку убава со украските и подврската во однос на претходната. Кон средината на 19. век, некој за нас непознат зограф ја краснописал ерминијата што ги обединува македонскиот говорен и црковно-славјанскиот богослужбен јазик.
Секако дека и најталентираниот преродбенски мајстор од Македонија, Дичо Зограф, имал своја Ерминија. Украсена со иницијали и цртежи во златеста боја, таа е еден од највпечатливите примери Ерминии воопшто. Што практично значи Ерминијата во настанокот на едно дело? Прво, таа диктира темелен процес на подготовка на зографите според строги правила. Технологијата на иконопис и живопис била различна, при што старите мајстори употребувале соодветен прибор. Како настанува иконата? Еден од последните иконописци во Македонија, Зограф Крсте Колоски, ги одржува столетните традиции според собствена Ерминија. Патот на настанокот икона е долги и макотрпен. Прво се зема добро одбрана штица, померка за саканата икона. На неа се затега, односно се лепи платно, за да служи за арматура. Штицата со платното се грунтира, односно се напојува со сврзно ткиво, пошто се минува на така нареченото алчиосување. Старите мајстори покривањето на платното со гипсен слој го именувале алчиосување. Кога алчијата ќе се исуши, се струже и рамни, се додека не се добие безпрекорно мазна површина. На мазната површина се бележи иконата со јагленче, а след тоа се исцртува со молив. Амболијата се подготвува на посебна мермена плоча, а потоа со неа се врши премачкување на иконата таму кај што ќе има позлата. Добро бележената икона се подготвува со амболија за варакосување, односно позлатување на одредени места. Варакосување или позлата значи нанесување тенки златни ливчиња со четкичка изработена од опашкана верверичка. Полирањето на златото се врши со ахата, направа со која измазнетото злато добива силен блесок. Следниот чекор, според Ерминијата, би бил така наречената чаканка. Тоа е везење или гравирање на златните места. Дори тогаш се почнува со боење на местата кај што ќе дојде ликот или композицијата. По боењето се врши фино сување на сите делови, а особено на одеждите на светителите со светлини од златни жици, кондили. Конечно, иконата се лакира и подпишува од зографот. Во антиката и средновековието, како на запад, така и на исток, ѕидното сликарство заземало важно место во културниот и духовниот живот на човекот. Постапката на живописање ќе ни ја демонстрира искусниот мајстор Спасе Спировски. Оваа техника го добила името по тоа што сликањето се изведувало на свеж малтер,
na italijanski narečen freskomalter. Za pravenje freskomalter našite majstori obično zemale vari slama, a poredkovo do slikuvanja to dodavali i nekoj drugi vrziva, kako jačmenovo brašno, provrijena istolčena elkina kora, govecka žolčka i sl. Pred da se odpočne so malterisuvanje, zidovite što ke se živopisaat se topat so voda. Po nanesuvanje na prviot sloj, slednjio den se nafrla vtoriot, narečen slikarski sloj, čiji sostav je istoveten so prviot. Površiната na freskomalterot kaj našite srednovekovni spomenici je mazna. To je postignato so dolgotrajno mazdenje na svežiot malter. Na živopisuvanje to sekogаш prethodi podgotovka na crteži, koji izvedeni na kartoni se prenesuvaat na gotovata površina freskomalter. Prenesuvanje to na crtežac se vrši so oster zašiven predmet, obično izravoteno drvo, ili preku izdupčen crtež so vtisnuvanje istolčen drven jaglen. Se slika so razredeni boj. Prvo se nanesuvaat osnovните tonovi na odredenite površini, a potem se počnuva so živopisanje na figurite i kompozicijite. Откако зографот ке го повлече последниот потек со четката, фреската го отпочнува својот долговековен живот на убавина и блесок. Во еден преродбенски храм селската црква во Вевчани го следиме живописот настанат според строги канони на мајсторите зографи. Текстот од Ерменијата на нашиот врвен иконописец Дичо Зограф вели: И во куполата живописај Христос Вседржител, фигура со благословувачка десна рака, а влева држи Евангелие за денот на страшниот суд. Тајната вечера се живописа вака. Куќа со големи сводови, а на средината трпеза. Исус седи на средина, а околу него апостолите. Јован е налегнат, а Христос го благословува. Јуда Искариотски, млад и без брада, е одделен и посегнува кончинијата да макне. Молитвата на гората се живописа вака. Мазни гори. Христос е на колена и гледа нагоре. Над него ангел со крст в раце. Зад Христос спијат трите апостоли: Петар, Јован и Јаков. Предавството јудино се живописа вака. Христос во Гециманската градина на десно и простум. Јуда го прегрнува да го бакне. Околу него многу војници со оружје, фенери и свеки. Христос пред Пилат.
Пилат седи на престол. До него евреј, а тој си ги мие рацете. Од десната страна стои Христос со врзани раце, држен од вооружени војници. Распјатие Христово се живописа вака. Христос прикуван на крст. Лево и десно од него се распрати два разбойника. Одесно е мајка му со други свети жени, а лево е Јован Богослов како плаче. Погребение Христово се живописа вака. Нов гроб од мермер. Одгоре е положен Христос, околу се Богородица, Јосиф, Јован Богослов, Никодим и мироносниците. Воскресение Христово се живописа вака. Плочата од гробот е тргната, а врз неа ангел. Околу гробот светите жени и многу војници. Христос е над гробот, со знаме во десната рака, а со левата благословува. Нашата колекција Ерминии, во споредба со сличниот светот, е вонредно драгоцена збирка од книжевни паметници. Ако се исклучат неколкуте однесени во Бугарија, Русија, Грција и во некои други земји, ерминиите се чуваат во ракописните фондови на нашите институции. Во одделот за манускрипти при Филолошкиот факултет во Скопје нотирани се 3. Во Народната универзитетска библиотека Климент Охридски се чуваат неколку оригинали и фотокопии. Во прекрасно уредената галерија на Крушевската црква Свети Јован се наоѓаат повеќе вредни примероци. Архивот на Македонија и архиепископијата се исто така сопственици, како и изографот Јордан Донески. Македонската колекција Ерминии е сериозен научен предизвик. Таа нуди разнообразен материјал за истражување на нашето културно минато. За историчарите, ерминиите се уште еден драгоцен пишан извор. За историчарите на уметноста, тие се уметнички дела и појдобна точка за исследување на иконологијата и технологијата на средновековното сликарство. За јазичарите, ерминиите значат буен извор на лексичко богатство. Токму затоа обстојниот научен третман е неопходен за нивна валоризација и целосно расветлување на нивната историска, книжевно-јазична и уметничка компонента.